Паралелно со податоците за загаденоста на воздухот, создавањето диви депонии во околината на градот и другите населени места, деновиве по социјалните мрежи се шират информации за електронски отпад од странство, што наводно се внесува во државата, а за што се зема финансиски надоместок. Во опциите се вклучува и кочани, при што во јавноста се шпекулира дека на градската депонија се носи овој увозен отпад и се гори, со што дополнително се загрозува животната средина. На неодамнешната дебата со граѓаните што ја организираше градоначалникот Никола Чуелиев, имаше и конкретно прашање на оваа тема, со барање да се расчисти дилемата се внесува ли токсичен отпад кај нас. Неодамна во јавноста процури, тој избор ќе го потребам, некакви информации или дезинформации, дека некаков електронски отпад се донесува од странски држави и се распределува по одредени градски депонии низ државава и таму гори за некој финансиски надомест. Таму некаде беше во тој список спомната и општина Кочани. Барам од овдека одговор, категорично демонтирање на таквата вест или евентуално оставаме граѓаните да веруваат во тоа. Како одговор на прашањето, првиот човек на општината ги демантираше наводите оти на депонијата во Кочани се внесува и гори отпад што е увезен од странство. Ние мака мачиме со сместување на нашиот отпад, а далеко од памет дека ќе дозволиме било кој или сме дозволиле било кој да носи било каков отпад и од соседна општина, а да не зборуваме од други општини или други држави. Значи, апсолутно не постои никаква ваква поврзаност на нашата локална самоуправа. И од комуналното предпријатие Водовод дојде демант дека воопшто имало увоз на отпад од странство, а уште помалку дека се пали на депонијата. Најостро го демантирам тој став дека такво нешто постои. Најодговорно тврдам и ви уверувам дека на нашата депонија, на градската депонија, такво нешто не влегува, поготово бидејќи влезот не е контролиран, знаеме што влегува, како може да влезе. Напротив, таа депонија е за комунален отпад, не е за ников друг отпад. Нашите камиони го празнат ѓубрето таму, така да такво нешто немаме забележено на наша страна и такво нешто на самата депонија не постои и не гори такво нешто. Од Водовод потврдија дека во изминатиот период од градската депонија се издига чад, но како единствена причина за тоа го наведуваат присуството на органски материи во комуналниот отпад и создавањето метан, што лесно се самозапалува. На последната седница на Советот на општината беше побарано да се обезбедат поголеми количини земја за да се интервенира во затрупувањето на огнот и гасењето на запалената депонија.